Од 1 јуни 2019 година почна да се спроведува проектот Креативна акција за општествени промени, граѓански ангажман на луѓето во социјален ризик. Генерално идејата е да му покажеме на општеството дека и оваа заедница може да допринесе со своите идеи да се зголеми квалитетот на заедничкото живење во градот или во локалната заедница, зависи каде во моментот на интервенцијата. Повеќе години наназад работам со заедниците со кои работи ХОПС, тоа се корисници, луѓе кои користат други или користеле и нивните семејства и сексуални работници. Она што во работата со нив на тие креативни работилници што можев да го забележам и го забележуваме и други колеги години наназад е дека тие имаат огромен потенцијал, како и останатиот дел од општеството, имаат огромен потенцијал, но немаат баш простор да го покажат тој потенцијал и да се доразвиваат. И средствата за помош на овие заедници се секогаш некако на последно ниво. Така, работејќи, сваќаме дека, бидејќи намалувањето на штетите има повеќе процеси, нели? Еден од основните процеси е процесот на реинтеграција и ресоциализација. Ние веќе долги години наназад препознаваме дека корисниците, луѓето кои користат други се практично непрепознаени на пазарот за труд, дури и да имаат вештини кои се уникатни, луѓето заради стигмата и дискриминацијата одбиваат да им дадат можност да заработат, што доведува до други ситуации понатаму. И така ние оформивме една идеја која благодарение на Civica Mobilitas е поддржана и можеме да ја оствариме. Во самиот проект работиме да кажам на повеќе нивоа, односно работиме со луѓе возрасни во социјален ризик и со деца во социјален ризик. Имено луѓето корисници на дроги во социјален ризик, со нив изработуваме од реупотребени материјали, изработуваме, можам да кажам, интерактивни мали инсталации за децата во социјален ризик. Тие мали инсталации се наменети за децата во малите групни домови при Министерство за труд и социјала, кој исто така морам да кажам дека неколку години наназад ги отвара вратите за организациите кои ја даваат целата поддршка за интеграција на овие заедници и за намалување штети на секое поле, би рекла. А децата кои ги добиваат овие предмети, исто така со нив поминуваме време во кое освен што се отвараме креативно, со нив ги споделуваме и согледуваме можностите од реупотребата. Воедно влијаеме, се надеваме да влијаеме на свеста на околината дека како луѓето, така и предметите треба да им даваме повеќе шанси и да не се откажуваме од нив, бидејќи нерешените предизвици создаваат само поголем општествен отпад. Тоа е, така да речам, генерално. Ова што имаме можност да го видиме овдека денес и што ќе го представиме денес официјално на јавноста е практично сублимација од целогодишна работа и е дел од една идеја за жива инсталација. Значи, ние во самата креативна акција за општествени промени имаме започнавме да создаваме дело кое се вика, кое генерално го крстивме реупотреби го умот. Значи, целта е целосно да работиме со реупотребени материјали и тука ги вклучуваме сите останати наши активности. Значи, ова дело почна да се гради символично кажано, почна да се гради уште минатата година на Фестивал, каде што дел од овие предмети овдека кои се изработени се изработија тогаш таму од младите кои беа гости на фестивалот. Таму секако бевме со цел намалување штети од користење дроги и подигање на свестоста на младите и нивно мотивирање да го искажат својот став, затоа што ако го искажат својот став, така ќе може и да влијаат во промената. Реупотреби гумот имаше досега еден сегмент од реупотреби гумот доживеа и учество на изложба која беше организирана од Европскиот универзитет. Тоа беше 9-та меѓународна научна конференција која оваа година беше посветена на инклузивноста, односно на инклузивното општество. Ние таму се представивме со дел
од предмети изработени на различни настани, на различни можности каде што ја представуваме нашата организација, изработени од луѓе случајни минувачи и од луѓето кои партиципираат во оваа акција. Создадовме едно дело кое се вика Пластика, кое е исто така дел од Реупотреби го умот идејата. Пластика во тој момент ја представуваше и се уште представува дека секое општество е полно со различни зависности, но но за луѓето кои се корисници на дроги, како да се нели опасните, при тоа тука општеството не ги препознава еднакво и другите зависности. Тоа беше тогашниот говор за таа инсталација, која го доживеа своето светло. Понатаму ние се уште ќе имаме активности кои ќе бидат со мало име, да кажам, Реупотреби го умот, бидејќи нашата цел е постојано да ја потсетуваме јавноста, да го потсетуваме општеството дека треба да ги реупотребуваме сите сили, вклучувајќи ги и човечките, затоа што само така ќе бидеме подобри. Во креативната акција имаме предвидено 2 инсталации за јавен простор. Ова е првата, следната ќе биде за отприлика месец и половина представена исто така на јавен простор. Символиките, значи освен што се направени од реупотребени материјали и зеленила, веруваме дека оние елементи кои ги користиме и ги претвораме во човечки ликови или ликови на други суштества, кои како бил инспириран во моментот и садењето растение во нив, веруваме дека и другите ќе го препознаат како момент во кој ние веруваме дека ако ние садиме во нашите умови навреме нови и свежи идеи и ако заеднички се грижиме да тие пораснат, општеството ќе биде подобро. Оваа инсталација нели има 4 страни, сите се од реупотребени материјали, двете страни символизираат, да речам, едната страна символизира трпеза, дом, астал, нешто што го има секој од нас, и другата страна е оној момент на столче, каде што нели ако видиме некој дека е вознемирен или дека нешто не се чувствува како што треба, ние нели често кажуваме седни, одмори, размисли, значи со буквално да кажам улични реторики се служиме за да доловиме колку е потребно едноставно да размислуваме и само да пружиме рака, пошто така ќе си помогнеме. Луѓето кои користат дроги или користере, она што можам да го кажам, например, од последниве случувања изминативе месеци со пандемијата од ковид, сакам да кажам дека ние сите останати бевме позасегнати од нив. Жална е вистината зашто е тоа така. Повеќето од нив веќе и претходно се социјално изолирани. Освен што се непрепознаени на пазарот на труд, тие од својата околина се одбегнуваат и тоа се луѓе кои практично многу често во денот не среќаваат други луѓе освен оние кои им помагаат. Тоа е вистина и е жална вистина. Сакам да кажам дека повеќето од нив попладне ќе бидат и тука, нели? И нивните изјави се дека, и верувам во тоа, бидејќи јас сум дел од тие процеси и го гледаме тоа како се случува, нивните изјави се често дека тие со нас се чувствуваат добро, тоа е едно. Друго, се осеќаат нестигматизирани и имаат можност да се изразат. Повеќето од нив и самите, оние кои се вклучија во акцијата, повеќето од нив и самите, шетајќи по градот, собираат отпад, бидејќи се чувствуваат и они виновни ако го гледаат. Значи, сакам да кажам дека ние со ова ги повикуваме сите останати да не ги избегнуваат заедниците кои се различни од нив, туку напротив, да ако може да ги сослушаат и да им помогнат тоа, да го направат, воспротивно да не ги осудуваат, бидејќи секој на различен начин може да стане дел од една заедница која не сакал да биде. Светот е целосно насочен кон конзумеризам. Денеска практично е невозможно дури и на Шнајдер да видите некој да однесе да се смени патент, нели ќе се купи нешто ново. А камоли пак со пластичниот отпад кој го произведуваме секојдневно во домаќинството. Тоа е едно море од отпад кое треба да најдеме начин како да го реупотребиме и што да создадеме ново од него, но и корисно. И ние мислиме дека успеавме горе-доле да најдеме едно успешно решение кое представува пластични садови во кои ја садиме природата и веруваме дека освен што ќе помогнат тие пластични садови да бидат
украс на градот, веруваме дека ќе помогне и другите да видат дека може тоа дома да го направат со пример шишињата од вода, дека може да направат декор, да засадат нешто или некакви други елементи и верувам дека со тоа допринесуваме, особено младите. Например, деноиве додека местевме многу дечиња кои тука се свртеа побара да дома нешто направат од шишињата што ги имаат. Значи треба само малку да се уклучиме креативно, да речем, да се отвориме и ослободиме.